Власта сака брзи избори во време на пандемија, но не знае како да ги организира. Од ДИК велат се уште не добиле прецизен протокол за тоа како да го организираат гласањето со оглед на ситуацијата во која се наоѓаме. Членот на Државната изборна комисија Елизабета Постоловска вели многу прашања за тоа како ќе се гласа остануваат отворени. Освен тоа што знаеме дека треба да имаме маски, ракавици и средства за дезинфекција, самата постапка на гласање опишана, гласање на лицата кои што се болни, кои што се на домашно лекување, гласање на лицата кои што се во изолација, гласање на лица со посебни потреби и такви работи конкретни, значи ние до ден денеска немаме добиено таков протокол. Ова што претходно го добивме, сметам дека е премногу општо и воопшто не задира во целосна заштита на гласачите од една страна, како и членовите на изборните органи од друга страна. Шефот на ДИК Оливер Дерковски уште еднаш посочи дека 22 дена се премалку за организирање на фери демократски избори, плюс проблем во моментов е што нито од Комисијата за заразни болести не добиле никаков протокол околу денот на гласањето, добиле само препораки кои немаат никаква правна важност. Протокол е друг тип на документ, препорака е друг тип на документ кој што не мора да значи ништо, а протокол е документ кој што обврзува и сноси подписникот на тој протокол одредена одговорност. И ние побаравме на писмено да ни достави владата преку Министерството за здравство протокол преку кој ни е потребен не заради нас или било што, него заради тоа што во идниот период треба да го преточиме во наши акти. Проблем за организирање брзи избори представуваат и самите избирачки места, кои не се доволно големи за да бидат запазени правилата за дистанцирање. Дерковски вели во текот на периодов барале поголеми простории, за некои избирачки места веќе биле најдени, сепак за многу се уште не.